Добар ден, драги гледачи. Продолжуваме со нови лекции, да ги кажеме, или часови по древно македонско писмо. Сега малце ќе се навратиме на историскиот аспект на ова писмо, затоа што има многу наши македонци низ светот и кај нас тука во Македонија, кои што поставија легитимни прашања за тоа од каде, кога, што, како е докажано дека е тоа наше писмо и така натаму. Значи, бараат некои хронолошки факти, историски факти и потврда за неговата автентичност како македонско. Значи, прво да се запрашаме писмото. Што е писмото? Значи, првата писменост и првите писма познаваат, низ историјата, познаваат неколку графички и неколку развојни фази низ историјата. Сега, како прво одма да објасниме што значи зборот графички, нели, графика. И тоа значи гребење, наедноставно. Кај нас е гребе, на латински или така наречен старогрчки графос, графи. Дури и ден денеска во Италија графија значи греби, графијато значи изгребан. Сега да видиме кои се тие графички развојни графички форми низ историјата на писменоста. Во прво време најпрво се појавуваат така наречените пиктограми или идеограми. Тоа се слики на објекти, животни, луѓе. Уште немало вистинска писменост во смисла на писмо со букви или слогови, така да се цртале објектите. Понатаму, втората фаза на втората развојна фаза графичка е слоговното писмо или така наречените четирецки, што ги спомнува и овој нашиот црноризец Храбар. Тоа уште е наречено и клинесто писмо, руница, феникиско писмо, картагинско писмо и така натаму. Значи, оваа фаза на развојот на писмото познава повеќе регионални, значи во различни региони околу Медитеранот се појавиле повеќе варијанти на таквиот начин на пишување. Специфично било за тоа време дека генерално сите се пишувале од десно кон лево, значи обратно од начинот на кој што пишуваме ние. Развојните фази на писменоста низ историјата, денешните лингвисти ги делат на неколку, тоест на 5 фази генерално. Првата фаза ја нарекуваат праисториски или протојазик, денеска наречен уште и нашински или ностратик на латински, кој што го имаат руските научници Илич Свитич и не ми текна се името на тој вториот. Го имаат наречено тие руски научници. Тоа е, значи, праисторискиот јазик, примитивен јазик со кој што луѓето збореле некаде до првиот милениум од старата ера, значи пред 3-4 години. Втората фаза развојна на јазиците се нарекува антички или прајазик, кој негде се тврди, се мисли дека започнува од првиот милениум од старата ера, па се до вториот век од новата ера. Понатаму средновековен или така наречен од лингвистите заеднички јазик, кога тоа е за време на новото источно римско или роменско царство и Самојловото царство, кое се појавува, оваа фаза се појавува и трае некаде од 3 до 13 век. Понатаму е четвртата фаза, црковно или стар јазик, црковнословенски исто така наречен, или стар јазик,
кој се појавува се појавува за време на владењето на црквата, пред и за време на Османлиското царство, што би се рекло од 14 до 15 век. И модерниот период на развиток на јазиците, кој што според лингвистите повторно се тврди дека почнува негде од 16 век и трае се до денес. Тоа би биле, развојните фази како се развивало писмото и јазиците низ историјата. Сега, што е древномакедонското писмо? Како еден од тие регионални јазици и писменост во древните времиња, како што се клинестото, феникиското, картагинското и така натаму, тука во Македонија се развива еден систем од слогови символи и идеограми, се уште се употребуваат и тие прастарите идеограми. Слоговите се озвучуваат со вокали кои не се пишуваат, но се дознаваат со ротации на символите во хоризонталната површина на која што се пишува. За некаква стандардизација, да кажеме така, на ова рано писмо не може да се зборува, бидејќи сигурно се разликувало многу од еден регион до друг. Размената на информации и комуникации во тие времиња биле ужасно бавни, така да промените кои настанувале во еден регион тешко стигнувале до некој друг. Медиумите тогаш биле, материјалите на кои што се пишувало биле печена глина, камен, кожи од овци, кози, букова кора и така натаму. За да имате представа колку биле оддалечени тие региони еден од друг, например, само од Ниш до Белград во тие времиња на коњи и магариња се патувало 8 дена. Понатаму, овие црти и рецки што ги спомнува уште Црноризец Храбар како систем на пишување пред појавата на кирилицата и глаголицата, е доста ограничено употребата, затоа што во тие времиња немало многу писмени луѓе. И негде во средниот век или со појавата на христијанството нааму, писмените луѓе генерално биле тие што луѓето на црквата. Да не заборавиме дека црквата забранувала било каква друга наука и книги во долг временски период, тој што го нарекуваме мрачен среден век, и единствена дозволена книга во тие времења била Библијата, така да многу малку луѓе знаеле да пишуваат или воопшто знаеле нешто за историјата и писменоста и така натаму. Тоа е за прашањето од кого е употребувано писмото. Не го употребувале сите, затоа што генерално 90% од луѓето биле неписмени. Понатаму се поставува прашањето за територијата на која е употребувано ова писмо или македонскиот јазик. Тука имам направено еден графикон, каде што има хоризонтална црта, каде што е означен просторот низ кој што се распростира и вертикална црква која што го означува времето. Координата, вертикална координата и хоризонтална координата. Според фазите на јазикот, хронолошките фази на развојот на јазикот препознаен од лингвистите, и тука во графикот се гледаат праисторискиот или протојазик, така наречен нашински или ностратик на латински, античкиот јазик, потоа заедничкиот јазик или заедничкиот јазик кој што се појавува во првиот милениум од старата ера, па негде до 800-та година до појавата на кирилицата, понатаму црковниот јазик и на крај модерниот јазик, додека координатата, хоризонталната координата која што го значува просторот,
ја покажува на почетокот Македонија како срце од каде што се развива оваа писменост и која што последователно се распростиран кон север и североисток генерално, затоа што понатаму Западна Европа се одделува со влијание на римската писменост, староримската писменост. Така да овој заеднички јазик од Македонија се шири низ Белорусија, Украина, Русија, Чешка, Полска и така натаму. Дека ова не е туку така измислено и додадено во овој графикон, ќе ги цитираме тука изводите од повеќе извори кои што објаснуваат зошто е тоа така. Еве, например, во 1722 година Петар Велики, рускиот цар познат, има напишано потеклото на името, славата и ширењето на словенските народи. Каде што има запишано, сега на македонски тоа ќе го преведам, тука е подцртано со црвено, Еремија Русјанин, добар историчар, во московските летописи пишува јавно дека русите и древните македонци зборувале со ист јазик. Македонците под водство на својот цар Филип ги принудија гордите грчки градови да ги почитуваат нивните закони и го ставиле целиот Пелопонес под нивно владење. Тоа го запишал Петар Велики во неговата книга од 1722 година Потеклото на името, славата и ширењето на словенските народи. Понатаму ќе цитираме еден извод од историјата на Украина, земја и луѓе, земјата и луѓето, која што ја напишал Пол Магоши. Тука го гледате слайдот, каде што е на англиски оригинал изваден од книгата, а преведено на македонски звучи вака. Едно е сигурно. Пишаниот јазик на Киевска Русија не бил заснован на било кој од зборуваните јазици или дијалекти на жителите. Со други зборови, не постојат основи во било кој од источнословенските дијалекти, нити произлегува од некој наводно постар облик на украински, белоруски или руски. Наместо тоа, тој бил книжевен јазик, познат и како старословенски, оригинален и врз основа на словенските дијалекти од Македонија, увезен преку лингвистички медиуми, базирани врз основа на старомакедонскиот. Тоа е сведоштвото од историјата на Украина. Понатаму имаме многу важно сведоштво од Ватрослав Јагич, кој што е хрватски лингвист и истражувач и еден од најпознатите експерти во областа на словенските јазици или така наречената славистика од втората половина на 19 век. Тој нормално, како основоположник на славистиката, нормално било и да се запраша од каде потекнуваат словенските јазици. И после неговите истражувања заклучил и докажал дека не потекнуваат од централните рамнини на Панонија, како што многу лингвисти до тогаш тврделе, туку од Јужна или Егејска Македонија. Тоа можете да го најдете, да го прочитате во неговата биографија, која што е достапна на Википедија. Во линија со оваквите тврдења за потеклото на писменоста од Македонија, исто така се и други научници, како Михаил Василевич Ломоносов, Шамполион, Томас Јанг, Јохан Давид Акерблат и така натаму, и еден од последните помодерни научници, кој што ја објаснува и докажува
таа теорија е познатиот руски научник Геннади Гриневич. И сега, како знаеме дека ова древно македонско писмо е древно македонско писмо, тоест дека е македонско воопшто? Дали ние имаме некаква врска со тоа или тоа со нас? Тука настапуваат нашите научници Томе Бошевски и Аристотел Тентов, кои што истражувајќи го факт од 2005 до 2010 година, кога го истражувале каменот од Розета, фамозниот артефакт, и средното писмо од каменот од Розета, ги нашле следните, така да кажеме, докази дека се работи за македонско писмо. Тие успеале да идентификуваат символи за 27 согласки и 8 самогласки. Понатаму, идентификувани се и одреден број граматички правила кои се препознатливи и во современиот македонски јазик, како што е формирањето суперлатив кај придавките со префиксот нај, множината кај именките со додавката и, појавата на определена и неопределена форма кај именките, машки и женски род кај именките, формирањето на активна и пасивна форма кај определени глаголи и зачестената употреба на предлогот на. Со вака идентификуваните слоговни знаци, нивното озвучување преку ротации и определените правила на пишување, создадена е еднозначна методологија за препознавање на одредени зборови и за читање на напишаното. Озвучувањето на идентификуваните слоговни знаци, осамени согласки или самогласки и лигатури, е реализирано со користење архаизми од дијалекти на современиот македонски јазик. Еве само да подсетиме на некои така наречени кратенки, дијалектолошки, кои што и ден денеска се употребуваат, например, во егејскиот дел на Македонија. Заедно, кацоиш, клајнц, модех, што вака, на никој нема да му значи нешто, нема да ги разбере, но заедно значи заедно. Кацоиш, кога ќе си одиш. Клајнц, кладенец. Модех, му го дадов. Има и други вакви примери, затоа може да погледнете во многу обширниот речник на Коста Пеев, во 6 тома речник за југоисточните егејски дијалекти од егејска Македонија. Понатаму, докази за континуитетот и поврзаноста на денешниот современ македонски јазик со тогашниот антички древен јазик, значи после 2000 години, наоѓаме и во фамозниот глосари или речник на Хезики од Александрија. Кај него се запишани некои стотина зборови кои што он ги превземал од познатиот не е толку познат, меѓутоа е познат во историјата како историчар и лексикограф македонецот Америјас, кој што е цитиран во книгата на Ото, не ми текнува како се каже, некој германец беше. Ја има на интернет, може да најдете. И тука сега се спомнуваат некои зборови во Хезики од Александрија и од Америјас, кои што и се ден денеска во употреба, како елан, зелка, клизион, или тоа е наоколу куќата, патеката што се прави бетонска, кај што клизи нешто на страна и затоа се вика клизион. Лизгав и ден денеска е лизгав, лична, кревет, шор или брег на реката. Смуч и ден денеска е позната риба, риболовците ја познаваат.
најинтересен пример е зборот леј вино. И ден денеска секој македонец без проблеми разбира што значи леј вино. Хезики запишал во неговиот речник пред речиси 2000 години дека леј вино е Дионис кај македонците. А Дионис, како што знаеме, е богот на виното. Понатаму има и дури примери од кај нашите јужни соседи, од тие попоштени, така наречени грци, кои што ги признаваат овие факти, како например грчкиот писател Страти, кој потекнувал од местото Каменос. На грчки би било Петрос, нели? Уште во 1924 година дошол до заклучок дека македонците се посебен народ со свој јазик, култура и историја, дури и постари од другите народи на Балканот. Значи, овој грчки писател Страти е еден од најзначајните грчки писатели во 20. век. Меѓу другото, значаен е и по тоа што во своите дела користел под наводници старогрчки или така наречени хеленски изрази кои не се користат во модерниот грчки јазик. За да постигне театралност и драматуршки ефект ги користел зборовите липа, значи некој што неутешно плаче и такува, торжест, денеска торжествено, тремор, значи чувство на треперење и умор, сродно многу со траор, но и изрази како стан, станиште, будим, будан, миже за миже. Писателот сметал дека овие зборови во хеленскиот јазик влегле преку персискиот, а всушност се асирски. Но добро, како и да е. Некои од неговите книги се повлечени од издаваштвото и продажба во Грција, а во Македонија биле преведени од Петре Наковски. Македоника Литера ги обезбедила правата за публикување на македонски јазик, но на последните два конкурса за годишната програма на Министерството за култура не беше поддржан како проект од национален интерес. Тоа е за малце за ситуацијата кај нас, како што ни е позната повеќе или помалку. Понатаму, на каменот од Розета, Тентов и Бошевски открили исто така голем број на зборови кои што се до денеска слични или речиси исти, како, например, наше, нашион, бого, божен, дамо, значи да дадеме, дзе, што значи светлост или гледај, денес, девери, дивее, значи да се некој што се дивее на некого или на нешто, дивеца, исто така, од дивеат, се дивеат, Господ, господал или господар, прв, ѓупцаве или ѓупацаве, така ги нарекувале египтјаните, нашите древни македонци, Данаеве, кој што е единственото правилно име за античките грци, го спомнува и Хомер. Конј, лето или лето со лча за светлост, љубов, љута, божицата на лутината, луѓа, и ден денеска ние викаме луѓе. Налеа, повторно го среќаваме, напи, надеж, нарица, нија, тоа е ние денешно, моје, воа, немек овоа, војо, овој. Вој или овие. Тој, тој. Само, јави, деца, именца, имоти, иште, иро, нај денеска, на, предлогот на, повторно, и така натаму.
начинот сега да го спомнеме на декодирање на Бошевски и Тентов со кој успеале да го декодираат средниот текст од Каменот од Розета. Тие ја употребиле постапката на пресликување и ротација во рамнината на пишување. Определен е еднозначен систем, како што рековме веќе, за поврзување на согласките со 4 или со 8 самогласки. Значи, секој символ, дали во хоризонтална ротација, вертикална ротација, го дава озвучувањето. Значи, самогласката не се пишува, меѓутоа од позицијата на согласката се дедуцира, се разбира како е таа озвучена, каква самогласка ја следи. Иако поретко употребувани, идентификувани се и символите за запишување на изолирани самогласки и согласки. Тие се 8 на број до сега. Понатаму, во анализираниот текст од Каменот на Розета, покрај пишувањето на слоговните знаци еден до друг, често се пишувани и еден на друг, во форма на лигатури. Такви лигатури во македонскиот јазик ни остана многу малку денеска, порано, например, во глаголицата или во кирилицата ги имаше повеќе, кај нас се уште се задржани њ и љ. Тие се единствените, колку што мислам, лигатури задржани во нашата денешна кирилица. Исто така, иако во мал број, идентификувани се и неколку пиктографски символи, како цртежи, како, например, за змијата има таков идеограм нацртан, за Бого има специјален символ со 3 вертикални црти и така натаму. Што представува Каменот од Розета? Каменот од Розета и текстот напишан на него е декрет на фараонот Птоломеј V Епифан, по повод првата годишнина од неговото кронисување во 196 година пред новата ера. Значи, да подсетиме, Птоломеите во Египет владеат после смртта на Александар Македонски и тие се една династија која што потекнува од егесска Македонија, поточно од местото Потол. Од таму им доаѓа името Птоломеи. Овој декрет е напишан од група свештеници во Египет и напишан на повеќе камења кои што се поставувале во различни градови во древниот Египет, каде што владееле Птоломеите. Напишани и поставени се овие камења во чест на египетскиот, тоест македонскиот фараон, и е наведена листа на сите работи што тој ги направил, како еден начин на отчет пред поданиците. Пред поданиците и свештениците и целиот народ и други народи во Египет. Во 1822 година францускиот научник Жан-Франсуа Шамполион, познатиот Шамполион, врз основа на кој не текстот кој што е најдоле на Каменот од Розета, успел да го дешифрира и текстот испишан со хиероглифското писмо, кој што е најгоре на Каменот од Розета. Меѓутоа, средното демонско, така наречено демонско писмо, во тоа време, па и до ден денеска, од западните научници останува недешифрирано. Значи, они немаат систем ниту начин како да го прочитаат. Во анализираниот текст од Тентов и Бошевски, кој што е пишуван нормално од десно кон лево, без растојание меѓу зборовите и без одвојување на речениците во непрекината низа.
се идентификувани повеќе од 260 зборови кои го задржале значењето во некои дијалекти од современиот македонски јазик. Резултатите од ова дешифрирање од средниот текст од каменот од Розета укажуваат на многу повеќе детали кои ги нема во текстот, запишан сунцијално или така наречено старогрчко писмо, тоа што е најдоле на каменот на Розета. Оваа констатација на Бошевски и Тентов го потврдува сознанието кое што и поранешната наука, како например Томас Јанг, кој што исто така во 1822 година кажал или открил дека средниот текст на каменот од Розета е оригиналот и кој што потоа се преведувал на хиероглифски и на коене. Врз основа на нивните истражувања на Бошевски и Тентов, ова знание можеме да го допрецизираме со констатацијата дека декретот на фараонот во средниот текст на каменот од Розета во оригинал е напишан на јазикот на античките македонци со писмо на, како што е напишано на каменот, живите господари, односно со официјалното писмо и јазик на државата со која што тие владееле и ја управувале повеќе од еден век. До Клеопатра седма Македонката. Толку за денес, ќе продолжиме понатаму со некое друго јавување. Благодариме на вниманието. Пријатно.